Најголемата новост е тоа што нема новост. Во меѓувреме, од последниот ваше интервју, ние добивме одлука од Управниот суд дека си ја потврдува својата одлука, на која што Висшиот управен суд експресно одговори дека повторно ја враќа. И ние објавивме известување до јавноста дека таа пинг-понг правда, да кажеме, не е таа пинг-понг правда треба еднаш за сегаш да престане, затоа што не е возможно два идентични суда, кои што се само по хиерархија еден на друг, да имат толку различни мислења. Овде и кој не може да види дека се работи за сосема нешто друго, а тоа нешто друго оставам на граѓаните и на сите заинтересирани да сватат во што се работи. Тука се работи за матни сделки, се работи за корупција, тука се работи пред се за здравјето, тоеш за смртта на идната генерација на луѓе кои што ќе живеат овде, бидејќи дефинитивно ако дозволиме ние тој рудник да се отвори, нема што да очекуваме. Ги радикализирате и вашите изјави. Здрава Котлина е прилично радикална во однос на тоа како би се постапувало, велите, со жив штит ке се брани. Не само што сакаме да радикализираме нашите изјави, ние ќе го радикализираме нашиот отпор. Во наредниот период ќе организираме, најверојатно, масовни собирања и протести, на кои што очекуваме голем број на граѓани да ни поддржат, и на тој начин ќе демонстрираме нашата решителност околу супирањето на таа налудничева идеја, но мене ме загрижува тоа што и покрај нашите радикални изјави, кои што требаше да иритираат одредени личности и функционери и луѓе релевантни кои што одлучуваат или се дел од таа приказна околу идејата за рудник, отсуствува нивната реакција. Јас еднаш напишав во еден коментар дека тоа значи три работи: нивна инволвираност, нивна уценетост или нивни интерес. Во секој случај не и наши интерес на граѓаните. Тоа се поставува прашањето кого они застапуваат. Дали застапуваат интересите на граѓаните или своите лични интереси. Дали ако се уценети, може да се повлечат, нели? Ако имате интерес, ние нема да им дозволиме личен интерес.